Почитуван заменик министер, рековте дека има држава план за чист воздух. Така. Рековте исто така дека и сваков план имаат и многу држави во Европската Унија. И сваков план. Сега, јас ќе ве прашам, затоа што сум работел и како инспектор и сум работел и на превентива и тоа, ќе ве прашам, доаѓам од Кичево. И зборувавте за зеленило, дека има зеленило повеќе. Сега да ми одговорите на неколку прашања прецизно. Дали планот за живот важи и за мојот град за Кичево? Првото. Второ, зошто доколку важи и за Кичево, аерозагадувањето е зголемено за 50%? Трето, да ми одговорите колку шуми, колку илјади хектари шума се исечени во Кичево? Можете да проверите. Генерале, вас за НАТО ќе ви одговорам, се боревте против НАТО. Јас секогаш сум на страната на народ. И молам претседници да не дофрлат. Кој ги сече шумите и зошто? Каде во Европската Унија се сечат олку шуми, што и кажавте? И до кога ова ќе трае? Можеме да зборуваме за се што кажавте. Не повикувавте да работиме заеднички. Знаете како се работи заеднички? Заеднички се работи ако вие копате, јас со лопата да ринам. Тоа е заеднички. А не додека ние копавме, работевме, правевме нешто, вие затрпувавте, фарбавте, тепавте, што не работевте. Не може заеднички. Како ќе работиме заеднички? Заеднички се работи, еве, јас сум секогаш за позитивни работи. Но како ќе правиш позитивни работи со некој што не те оставал ни да работиш? И на крај мора да ви споменам една работа, го спомнавте Гоце Трајановски, градоначалникот на Скопје, во негативна конотација. Замислете, во време кога на град Скопје градоначалник е Петре Шилегов. И сега, кажете ми, како можат да работат заедно Петре Шилегов и Гоце Трајановски, затоа што знам Гоце Трајановски колку се трудеше, колку човекот, колку проекти направи, колку проекти подготви, што се среди во градот Скопје и не чинеше. И сега требало да работи со Петре Шилегов заедно. Каде е Петре? Кај седи? Што работи? Што прави? И затоа, уште еднаш ви велам, ако сакате заеднички да работиме, треба да почнете да работите. А за Кичево, ве молам, одговорете заради граѓаните на Кичево. Ако не, и ако можете да ме демантирате, да ми кажете дека не сум во право, демантирајте ме, ќе признам, излажав во македонскиот парламент. Контрреплика, заменик министер. Му се извинувам на заменикот министер Македоли. Но ситуацијата е полоша. Спомнав, за 50% е зголемено аерозагадувањето, може би и за 100% е зголемено.